Благодарам. Почитувани граѓани, госпоѓо министер, најнапред сакам да прашам зошто овој закон оди во скратена постапка. Нели е поправедно, нели е поисправно да овој закон оди во нормална процедура, па да се слушне мислењето на фелата и на засегнатите страни. Јас тврдам дека никој од овие кои се наведени, кои треба да издвојуваат од својот буџет при овие тешки времења за работа, нема да се сложи да издвои средства од приходите за финансирање на агенцијата сега за филмски фонд. Сте препишале или сте прилагодиле некој закон од останати држави, но тој воопшто не е прифатлив, ниту е применлив во наши услови. Овој закон кој денес го предлагате со сите своји шминкања и со сите оние популистички амандмани кои беа предложени од власта на самата комисија за намалување на надоместоците, нема да создаде услови за одржлив развој на филмската индустрија во Македонија. Ниту пак ќе гарантира автономност на трошењето на буџетските пари, а уште помалку ќе создаде слобода на филмските автори да создаваат квалитетни филмови. Добро ни се познати условите во медиумската фела и непостоењето на пазарните услови за стопанисување. Овие средства ќе предизвикаат уште еден удар и ќе ја продлабочуваат неравномерноста на пазарот помеѓу медиумите. Сведоци сме на исторените милиони за само 7 дена на Сител телевизија, а преку владините реклами уште на стотици илјади евра на другите послушни и блиски до вас медиуми, а од друга страна исто така сведоци сме и на притисоците врз медиумите кои не се под ваша капа или под ваша контрола и заре праведно и правично сите медиуми да одвојуваат подеднакво од приходите за финансирање на оваа агенција. И националните, и регионалните, и локалните, и кабелските оператори, интернет услугите, кинооператори и така натаму. А заборавате дека само пред 2 дена во ова собрание се изгласа закон со кој ќе се субвенционираат 50% средства од трошоци на само националните телевизии, на националните радиодифузери, односно телевизиски радиодифузери. Сега државата ќе биде мајка кон националните телевизии, ќе ги субвенционира со 50% за играна програма, а се знае кои ќе бидат тие, а од друга страна кон останатите ќе биде маќа и ова представува уште еден камен околу вратот за сите оние кои сакаат да бидат независни на пазарот. Значи, од една страна добивка за едни национални телевизии, а давачки за сите оние кои едвај обстојуваат на пазарот. Изгора на тоа, доколку навреме не ги уплатат средствата, според членот 56 им следува глоба од 15 до 20.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на правно лице ако во рок од 30 дена од добивањето на решението не ги уплати надоместоците на агенцијата. Или глоба од 7 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице за правно лице за прекршок од ставот 1 на овој член. Во државата има доволно средства, сега ќе ви набројам можеби десетина регулаторни тела, непрофитни, независни, уште какви не, од кои може да се одвојат огромна сума на средства и да се финансира истата агенција и која верувам дека ќе работи уште попродуктивно и со повеќе пари. Под еден имаме зошто со минатиот закон за аудиовизуелни медиумски услуги давачката кон агенцијата за медиуми се зголеми на 2%. Зошто ова радиодифузна такса, овој процент од радиодифузна такса оди кон агенцијата за медиуми, а знаеме дека Зоран Трајчевски има вишок на пари и овие пари ги дава под камата во банки. Проверете,
информацијата е сосема точна. Понатаму имаме Агенција за електронски комуникации, која има толку многу вишок на пари, што наместо овие средства да ги врати во буџетот, тие си градат аквапарк, организираат богати забави, богати шетања по странство, а имаат средства, вишок на средства од лиценци од провајдери и од радиокомуникацијски мрежи. Значи и од Агенцијата за електронски комуникации можат да се одделат пари за да се финансира Агенцијата за филмски фонд овој пат. Понатаму 50% од буџетските пари со кои ќе се субвенционираат емисии на се знае каде на националните телевизии, но да не ги ставаме во овој кош Телма или некоја друга, се знае кои ќе ги земат парите, Сител и Канал 5. Државата одвојува огромна сума на пари од реклами, кои до ден денес воопшто не е позната колку е таа сума, и овие средства, колку и да е, еве, државна тајна е, но колку и да е оваа сума, нека биде насочена кон агенцијата. Под 6, ќе прашам каде завршуваат 10% од радиодифузната такса која беше наменета за играна програма, независна продукција и радиодифузери. Овие пари завршуваат во овој момент единствено во македонската радиотелевизија, каде што и од таму не им се знае каде завршуваат овие средства, 10% од целата радиодифузна такса. Понатаму имате овде во законот дека имаме 1,3% од приход на правни лица кои вршат дејност приредување на игри на среќа и забавни игри. Да, држи, и тие средства треба да бидат наменети кон агенцијата. Понатаму средствата од буџетот кои се наменети за домашна музичка продукција. И тие средства може да бидат наменети кон оваа агенција. Значи, приходите исто така кои треба сега, според новиот закон, кои треба да ги дадат лиценците, кои треба да се соберат од лиценци за издавачи на медиуми. Значи, сите овие приходи, што ви ги набројав, еве 10 досега, чинам дека беа, може да бидат основа за финансирање на оваа агенција и средствата кои ќе влезат во оваа агенција ќе се делат праведно и ќе се трансферираат до сите оние кои ќе конкурираат со проекти за играна програма, за филми и така натаму. На овој начин ќе им создадете можност и на независните продуценти да создаваат дела, да конкурираат и советот во агенцијата или кои тела ќе ги имате формирано врз основа на квалитетна на понудена програма да одвојуваат средства за филм, за играна програма, а исто така преку оваа агенција треба да одат и сите владини реклами кои сега не знаеме каде одат и како се трансферираат овие пари. Значи, кога веќе на овој начин агенцијата исто така ќе ги користат и средствата, како што реков, на сите оние кои ќе конкурираат со проекти, ама овие проекти, овие дела од независни продуценти исто така ќе бидат ослободени од давачки од ЗАМП и ММИ, бидејќи ќе бидат финансирани со буџетски пари и истите ќе бидат од јавен интерес. Значи, нема да бидат обременети од нови давачки. Кога веќе сте решиле да формирате на една ваква агенција, кога веќе сте мислите дека ќе создадете едно ново тело, се знае и таму како ќе биде вработувањата или советот на агенцијата или како таа ќе работи, уште едно тело каде што ќе бидат сместени партиските војници, не е на одмет кога веќе имате толку многу пари во државата со кои располагаат регулаторните тела или од буџетот се одвојуваат пари, зошто уште еднаш да се оптеретуваат сите оние кои не добиваат пари од буџетот, а се оптеретуваат само со давачки кон Агенцијата за филмски фонд. И уште еднаш ќе ви сугерирам, не е на одмет да свикате една јавна расправа, да ги слушнете заинтересираните страни, да ги кажат тие своите мислења, дали воопшто се служуваат да од своите приходи издвојат средства за финансирање на агенцијата.
Времето е навистина многу тешко, многу лошо за работа на медиумите кои не се под капа на владата, кои не можат како сите да добијат милиони и не е ништо за ТВ Сител да одвои 0,9 од приходот, бидејќи добила за 7 дена милион евра. Благодарам. Ама за останатите, верувајте дека е многу тешко. Министерот за култура има реплика. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани пратеници, почитувана пратеничка, јас сметав дека ќе се задржите бар малку на филмската продукција и што значи филмската дејност за една држава, но сепак јас ќе се задржам на неколку работи. Прво кажавте, напоменавте зошто е во скратена постапка законот. Значи, ова не е нов закон. Станува збор за измена на 2 члена. Инаку законот собранието го донесе уште во мај 2013 година. И мислам дека тогаш требаше да се вклучите, да дадете некои предлози, размислувања и така натака. Значи, законот е донесен во 2013 од страна на собранието во мај и истиот е стапен во сила на 1 јануари оваа година. Бидејќи агенцијата е веќе регистрирана и започнува со функција и работа, значи предлагаме измена на 2 члена, кои што и во моето воведно излагање, значи ги образложив измените на 2 члена во интерес на 2 субјекти кои што ќе треба да плаќаат према агенцијата. Но вистина ми е жал што немате некој посебно чувство за културата и за филмската дејност, бидејќи сепак филмската дејност има една многу значајна корисна индустрија за Македонија и за промоција на нашата држава и сметав дека бар малку ќе дадете поддршка на режисерите, на продуцентите, на сите оние кои што се бават со филм, работат на филм и што овие изминати години навистина дадоа силен допринос за македонската кинематографија. Сите оние успеси кои што ги добија и на домашен и на меѓународен план и така натака, бидејќи сепак поддршката е огромна во другите држави и овој закон е усогласен со сите европски практики во уредувањето на клучните прашања за начинот, условите, постапката во финансирањето и вршењето на филмската дејност во Република Македонија. Така да сегде, морам да кажам, во сите држави во Европа и пошироко и во регионот, филмската дејност покри средствата кои што државата ги одвојува, а сепак оваа влада во изминатите години може и да се види, да го видите буџетот, издвојува високи средства во филмската дејност и благодарение на таа поддршка овие години како никогаш досега се снимаат филмови и играни, и документарни, и кратки, и анимирани и голем број од овие филмови се наоѓаат на меѓународните фестивали и добиваат награди. Така да жал ми е што не давате поддршка во делот на филмската дејност, инаку регулирањето и финансирањето е сегде и во другите држави е на овој начин и сметаме и убедени сме дека со оваа поддршка и од страна на сите субјекти ќе дадеме силен допринос во промоција и во производство на македонската кинематографија. Благодарам. Господја Казанциска Билјана има контрареплика. Повелете. Госпоѓо министер, грешка говорите дека токму во Европа се финансираат на ваков начин како што вие рековте, не е точно. Ова што ви го кажав е пример и од Хрватска, пример и од Германија. Како таму се финансираат агенциите за филмски фонд. А јас го мислев доброто на агенцијата и на кој начин можете да соберите повеќе средства од државата, поголеми приходи, пари кои што завршуваат во пијанки и во згради, но очигледно вие решивте да навредувате. Едноставно сакав да ви сугерирам да ги ослободите оние медиуми, оние радиодифузери кои не добиваат ништо од државата, а ги оптеретувате со нови давачки, а имате толку многу пари кои завршуваат или во банка под камата, или во аквапарк, или за шетање по светот. Но очигледно, овој предлог го дадов и на министерот за информатичко општество за формирање на медиумски фонд, овој предлог го дадов и до вас за формирање на филмски фонд, но очигледно вие решивте да бркате во джепот на оние кои едва и обстојуваат на пазар. Благодарам.